Се зголемува бројот на читатели во Радовишката библиотека. Ова го потенцираше Иванка Соколова од библиотеката Браќа Миладиновци Радовиш. Во нејзината кариера се среќавала и со падови и пораст на читателите, но во последно време нивниот број се зголемува. Ова се должи на промоција на книгите и услугите што ги нуди самата установа, рече Соколова. Јас можам да речам и да кажам податок од библиотеката од која што доаѓам, значи тоа е библиотеката Браќа Миладиновци од Радовиш. При мојата работа имам забележано и падови на читање, меѓутоа и зголемување на читањето. Тоа сепак се должи на промоцијата на книгите и на услугите кои што библиотеките ги воведуваат во својата работа. Со воведување на една услуга, значи вие стварате потенцијален корисник на библиотеката и да чита, да користи и компјутерски центри и други услуги кои што секоја библиотека по свој избор ги нуди. Радовишката библиотека досега има воведено повеќе услуги, а со нивна примена се зголемили бројот на корисниците, рече Соколова. Во Македонија Радовиш беше еден од правенците библиотеки, можам да кажам, и препознаена во регионот по воведување на нови услуги. Ние имавме проект кој што се однесуваше на невработени лица и кој што го финансираше АјФАЛ. Тоа е меѓународна организација која што преку програма за библиотеки за воведување на иновации финансираше неколку библиотеки во цел свет, меѓу кои еве во 10 селектирани и Радовиш имаше можност да биде, и знам дека со имплементацијата на тој проект не само што воведовме нова услуга, која што и до ден денеска ја даваме на корисниците, туку донесовме и голем број на нови читатели. Ако мајката беше заинтересирана за услугата, веднаш ја препозна потребата да го зачлени своето дете во библиотеката или и самата да биде член. Од статистичките податоци во изминативе години изразен е зголемениот број на читатели во нашата држава, а радува податокот што се повеќе млади луѓе ги посетуваат книжарниците и сакаат да имаат повеќе книги во своите домашни библиотеки.